Дали бракот се уште функционира? Оваа тековна форма или овој тековен модел на брак спаѓа во стар облик, во стара форма, всушност древна, која што секако била добра идеја и функционирала многу добро се дури до сега. Во овој стар модел на брак се знае точна поделба на трудот и работата помеѓу двајцата партнери. И сето тоа добро функционирало и функционираше, бидејќи имаше потреба семејството да преживее. Меѓутоа, што се случува во овој момент? Во овој момент сите имаме нова свесност. Милиони луѓе имаат нова свесност, нови увиди, спознанија. Моментално сме сведоци на распад на повеќе системи, скоро во сите општества на планетава. Распад на образованието, финансовиот систем, политичкиот систем, здравствениот систем, религискиот систем. Секако, сето ова бара нова форма и така доаѓа да се формираат нови модели, нови системи. И сведоци сме на една огромна планетарна промена, која што се случува сега. Но зошто стариот модел на брак не функционира? Беше добра идеја, но повеќе не е. Новиот модел на брак има потреба од духовно партнерство, односно простор за автентична сила. И фактички со оваа нова свесност доаѓаат и нови начини на поврзување помеѓу двајца партнери. Повеќе од јасно е дека потребна е одредена смисла, развој, раст во една заедница, во едно партнерство. Но што поточно би значело ова? Ова би значело препознавање и познавање прво на себе си. Значи, двајцата партнери има потреба да се спознаат себе си и да сватат од кои делови се обраќаат кон другиот. Сите во нас имаме исплашени делови. Тоа се оние од кои што сме тригирани, реагираме нагло, со гнев, со лутина, со обвинување. И оние делови кои што ги велиме љубовни делови. Разбирање, толеранција, прифаќање на сите мани, разбирање за себе си прво, а потоа и за другиот. Сведоци сме дека вештачката интелигенција е еден вид катализатор. Многу е битно како таа се употребува, со која цел, но таа е тука и веќе е дел од нашиот живот. Паметно би било да ја искористиме со сите нејзини реални можности. Таа ќе ги замени сите работни места кои што се репетитивни, а на нас останува ние да ги развиеме како луѓе нашите способности. Ако се прашувате кои се тие способности, веќе ги имате. Веќе имате почетно ниво на телепатија, тоа се случува секојдневно. Помислуваш на некој, задзвони телефон на вистина. Или за некого зборуваш, тој се појави на врат. Значи, ние ќе почнеме да развиваме делови од нашата свесност, кои што се неактивирани и неупотребени. Од таа проста причина се случува и овој распад на браковите, што сме ние сега светоци, бидејќи нема или се одстапува од сопствен раст. Автентичност значи да се носиш со вистината која имаш во себе, да можеш истата да ја искажеш и да дозволиш на партнерот простор и тој да ја искаже сопствената автентичност, сопствената вистина. Бракот поминува низ многу фази. Јас сум во брак повеќе од 23 години, верувајте, поминавме ние низ многу фази, многу проблеми, се уште градиме, се уште преку неволја и конфликти возиме на некој начин раст меѓу себе.
Новиот модел на брак бара уште подлабока вистина и уште подлабока автентичност. Тоа е едно заедништво на меѓусебно прифаќање со сите тајни собствени и на другиот. Едноставно морам да признам дека ние жените, во овој случај не ги бранам мажите, не бранам никој, него реално не сме спремни да ја слушнеме партнерската вистина. Ние никогаш не дозволуваме партнерот, мажите да го искажат својот молк, што тој значи. Едноставно имаме непознавање на машката биохемија, биологија, невромрежување. Ова е задача на сите. Да се спознаеме прво себе си, а потоа меѓу себе. Само во ваква заедница може да има следен еволуционен чекор и следните генерации да растат во сосема друг амбиент. Тоа не значи, ова што го кажувам, духовно партнерство со автентична сила, тоа не значи дека се ќе биде мет и млеко. Напротив, во едно духовно партнерство се бара секој прво себе си, а потоа да бара подлабоко спознание на другиот. Повеќе фокус на себе си, повеќе фокус на партнерските односи, повеќе фокус на семејството, отколку надвор трка, некоја мртва трка по некакви материјални предмети, докажување. Тоа е едноставно програм на матрицата која што се распаѓа. Ние сме сведоци дека и луѓето и со материјални богатства не се многу среќни и се во потрага, како да постои колективна потрага по среќа. А среќата е секогаш во нас. Ова го знаат сите мои клиенти кои што работат со мене. Секако на нашите Zoom средби, кои што се сосема бесплатни, некогаш ги правиме и од отворен тип, значи имаме и луѓе кои што се заинтересирани, што се пријавуваат и што сакаат да учествуваат во нашите вежби, кои што се сосема бесплатни. Исто така на мојата веб страница има многу материјали, има бесплатен електронски курс, значи ги имате сите алатки дадени во овој момент за еден стартен почеток за работа на себе во комфорт на твојот дом. Да ве замолам сите што досега издржавте да ме слушате, да го споделите видеово, бидејќи ќе помогне на многу во овие конфузни времиња кога луѓето прво што им паѓа на памет е развод, наместо еден вид работа на себе. Секако тој партнер некако судбински им е доделен и би требало да се направат уште неколку обиди. Ова не значи дека јас сум да остане токсична врската, но поради енормно зголемениот број на луѓе кои што сакаат да се разведат, еден дел од моите клиенти што доаѓаат кај мене се и тие, што едноставно ставаат прашалник, бидејќи еднаш се развеле, потоа не ја нашле среќата или следниот партнер е ист како претходниот. И започнале да работат на себе од проста причина што сватиле дека е до нив. Дека не секогаш она што го проектираат и не секогаш се другите криви. По видеово ќе споделам како и секогаш вежби за освестување на оние најглавни столбови, на оние главни рани што секој од нас ги доживува по едно партнерство. Партнерството исклучително тригира и тука настанува фактички полигон за најбрз раст на душата. И сега да предеме на процесите. Процес број 1. Автентичност и потиснат идентитет. Каде во животот чувствуваш дека мораше да бидеш нешто друго, за да бидеш сакана?
Кој дел од тебе мораше да умре за да ти се адаптираш? Која вистина или кои вистини мораше да ги скриеш? Колку пати мораш да лажеш за да дојдеш до она што е твое? Процес број 2. Ова сте го слушнале по интернетов 1000 пати. Поставување граница. Значи, ние како луѓе не знаеме да поставиме граница, бидејќи границите бараат автентичност. Значи, бараат вистина со која што ти мислиш дека твојот партнер не може да се справи. Едноставно, ако тоа го ставиш на виделина на вистина што го сакаш и што го мислиш, дека нешто ќе се скрши. Но новите модели на духовно партнерство бараат токму ова, автентичност. Бидејќи ако нема вистина, следно што доаѓа е незадоволство или долго траен очај во една заедница. Мислам дека и мажите во овој еволуционен скок и тие се развиваат и тие ги сваќаат потребите на жената и ги сваќаат своите слабости. И тие размислуваат и многу ми е мило што многумина од нив и работат на себе. Секако се уште многу мал дел од моите клиенти се мажи. Некој 2-3% во однос на 95% од жени, меѓутоа сепак ги има. Трендот се зголемува и мажите се се повеќе заинтересирани да нешто успее. Порано имаше тренд, никој не сакаше да остане сам. А сега никој не сака да биде истригиран. Живее во изолација, од проста причина. На некој начин го забавува својот еволуционен раст во кој што се наоѓаме сите ние во овој простор и време. Процес број 2. Лојалности кон семејството. Програми. Дали повторуваш ист образец како твоите родители? Колку во проценти твојот брак наликува на бракот на твоите родители? Во кои точно делови? Каде наликува? А каде се разликува? Дозволе малку прашањата да поседат во тебе. Точно кои образци ги правиш исто како твоите родители? На несвесно ниво. Ти не сакаш него, едноставно излегува од тебе тоа. Ти излегува тој однос, излегува тој програм. Значи, тоа се несвесни инсталирани програми како треба да биде некој брак. Затоа имаме ситуација во денешно време каде што младите избегаваат, не сакаат, бидејќи стариот модел на брак едноставно е осуден на пропаст. Тоа они го знаат и затоа се воздржуваат. Затоа имаме талас на луѓе осамени, епидемија буквално на осаменост. Убаво би било во слободно време да се повлечеш во тивок амбиент и ова подетално да го размислиш. Во кои делови, точно да се напише, значи кои делови правам исто како мојата мајка. Во кои делови од бракот, во кои програми правам исто како мојот татко. Бегам, излегувам, не можам да се справам. Или како мајка ми, се натурам, притискам, кажувам како треба, учествувам во сите одлуки. Значи, кои се тие? Каде е тој перформанс, а нема позадинско процесирање? Че само како папагали, нели, ние повторуваме некои образци. Јас сум поминала низ ова, сум поминала низ многу сесии, менторства. И сето ова на некој начин успешно може да се програмира доколку се вложи време и напор. Се ослободат, нели, овие стари програми и да се заменат со нови.
со ново сваќање, со нова просторност, со нова автентичност. Фактички, целиот следен еволуционарен чекор е автентичност. Развивање на виши способности, тоа не се виши способности, сите ние ги имаме, читање на енергија, читање на body language, значи јазикот на телото, некогаш некој мисли, значи како некој перципира, влегуваме во туѓа точка на гледиште, како се гледаме ние кроз туѓа точка на гледиште, значи тоа се некои способности каде што ќе ни овозможат на нас вешта комуникација, добро партнерство, автентичност, разбирање зошто партнерот има некои потреби, зошто има некои пријатели, зошто има некои пријателки, зошто прави некое хоби, значи да се овозможи тие таленти во нас, да не биде тоа казливо дека жената не е заинтересирана за семејството, дека едноставно мора само едно репетитивно, едни обавези кои што го исцрпуваат духот. Значи, овој следен еволуционен чекор е фокус на нашата душа, фокус на нашиот дух и развивање на некои нови работни места, нови иновативни процеси. И мислам дека веќе сме во убаво овој процес загазени во моментов, овој простор и време на промени. Луѓето веќе сваќаат дека природата мора да ја штитат, сваќаат дека може да ја користат природата за сопствено здравје. Некои се одлучуваат да живеат сосема во природа. Значи имаме нови идеи, промени, кои што се на подобро. Следен процес, потиснување на лутина и гнев. Дали е забрането да се лутиш и гневиш? Дали сметаш дека твојата лутина без силен бес и гнев ќе биде пресретна со презир и бегање? Кои вештини треба да ги развиеш за да научиш ова да го процесираш? Што фали? Каде дозволуваш да се скршат твоите стандарди за да не се случува отфрлање? Колку често се чувствуваш напуштена и отфрлена? Дали ова што го чувствуваш пронајде некаков начин, некаква вешта комуникација да го искажеш? Под комуникација не мора секогаш да бидат зборови, може да бидат и дела. Бидејќи, видете, машката психологија, машкото невромрежување, не реагира на зборови. Кој е тој вешт начин што ти ќе го изнедеш да може да те свати другиот? Ова важи и обрат. Дали мажите наоѓаат некаков модел поинаков да искомуницираат или да го искажат поинаку, значи не со молк, не со повлекување, значи наоѓаат ли исто мажите некаков модел кој што ќе помогне на партнерката тоа да го свати? Или мажите на брзина криваат раци и делат тоа? Што овдека е потребно од двете страни. Но секој е одговорен за себе си. Следен процес. Автентичност. Што би значило за тебе живот во автентичност? Кој оној дел во тебе кој што вреска, кој што сака да излезе и да живее поинаку? Поинаку од родителите, поинаку од другите. Која е твојата уникатност? Сите имаме во нас автентичност.
Кога не сме автентични, кога глумиме како треба да сме во општеството, како треба да изгледаме, како треба да живееме, како другите, како сите да се вклопиме, ние тогаш ја губиме нашата уникатност. Моментот кога човек оди против сопствената уникатност, верувајте, во голем број случаеви навлегува во болест. Бидејќи не може, видете, не може душата и телото се едно. Што се случува на духовно ниво, тоа се случува автоматски, директно на телото, на клетките. Секое ваше отфрлање на себе си, значи разделба, оти овде е идентитетот, овде е егото, ова е таа маска пред светот што ја покажуваме, но твојата душа бара нешто друго. Кога не е споено, кога е раздвоена, кога душата не се слуша, настанува одделување. Ова одделување секогаш предизвикува дисбаланс во телото. Што е поголемо, поголема е болест. Поопасна болест. Вие оваа разлика на вашата душа, што сака и вие што мора да правите, ова е огромен гап. Ова едноставно не може да постои. Затоа постои во телото, се рефлектира. Значи, комплет целата свесност, се што имаме во нас, се рефлектира на нашето тело. Секако кај мене доаѓаат луѓе кои што се болни, имам точна представа. Уште веднаш кога ќе ми ја кажам диагнозата, каков е нивниот карактер, од што се одделиле, каде не простуваат, каде е болката, со што не можат да се помират, што е неприфатливо. Кои се тие рани и спомени, кои што остануваат буквално на телото, во форма на болест. Нашето тело е возило кое што е наменето да е здраво. Значи, создадено е, тоа е посебна Божја технологија, каде што е создадено да биде здраво. Сите вие сте слушнале, некои ваши баби и дедовци кои што не пиеле ни едно апче, си умреле сосема нормално и тоа во длабока старост. Дури до 95 години луѓето се движат. Не зборам за сите, значи зборам за одредени поединци во некои години наназад. Пример, мојот дедо живееше до 100 години. Без никакво апче, активен, постојан. Значи, ние имаме такви примери. И треба секако да учиме од него. Сите болки и рани предизвикуваат до одредена возраст човек да не сака понатаму да продолжи. Не сака да продолжи, бидејќи уште еднаш напоменувам, огромна одвоеност, што треба тој да е, наместо сопствената автентичност и уникатност. Мене ми е многу мило што живеам сега токму во овој временски период, кога се случуваат огромни промени на планетата. И се надевам дека оваа моја перцепција ќе помогне на многумина од вас, бидејќи знам дека сите се занимавате со духовност, дека едноставно вие преку глава од случајности и сакате да знаете точно, со точни инструкции, како да си го подобрите животот. Уште еднаш напоменувам дека без да се седне и да се ова напише, да се разработи, ќе остане само уште едно видео кој што ти го слушаш. Едноставно, клучот е во примената. Може би во почетокот ќе ти изгледа тешко, но секој мал микрочекор кон освестување на некои програми, верувај ќе ти допринесе големо здравје, напредок и просперитет. И сакам да упатам порака до сите жени кои што се буквално претрупани со премногу обврски и да им порашам дека одморена жена носи побогати одлуки, попросперитетни, подобри. И прво што треба да направиш е едноставно ти како жена прво да се одмориш. Се надевам дека ќе го споделиш видеово, ќе помогне можеби на многумина без ти да знаеш. Јас ќе продолжам и понатаму да споделувам содржини, вежби, процеси и се надевам дека ќе допринесе ова за сечие најголемо добро.
Се гледаме во следното видео.